што именува, веќе е повторно со мене во студиото. Вики, какви се бројките? Како што кажа и колегата Михајло Видимлиски, кој се наоѓа во Државната изборна комисија, според податоците на ДИК за излезноста до 13 часот, 34,43% од е излезноста до 13 часот. Гласале 602.138 гласачи. Само да споменам дека овие податоци се од обработени 3.430 избирачки места од вкупно 3.524 избирачки места. Повторно ќе го погледнеме графичкиот приказ по изборни единици. Одделно во изборната единица 1 излезноста е 38,4%, во двојка е 33,7%, во изборната единица 3 гласале 108.411 лица или 38,7% на излезност, во изборната единица 4 имаме 39,3%, во петка 33,6%, а во изборната единица 6 излезноста е најмала до 13 часот, имаме 24% излезност или 75.523 лица го оствариле своето право на глас. Сега накратко да погледнеме и по изборни единици. За изборната единица 1 можеме да забележиме висока излезност, највисока во Карпош 45,5%, исто така и аеродром 43,1% во овој момент, односно до 13 часот најниска излезноста во Сарај со 26,2%. Останатите општини од првата изборна единица, Македонски Брод има излезност до 13 часот од 41,4%. Студеничани 24,1%. Излезноста варира во 13 часот во повеќе општини, како што кажав, во поголемиот број општини сепак излезноста е прилично висока. Се селиме во двојка, во Бутел излезноста е 38,7% до 13 часот. Газибаба има висока излезност, исто така и Ѓорче Петров до 41%, пониска излезноста во Шуто Оризари околу 20%, Липково исто така 19,8%, Куманово, Старо Нагоричане, Чучер, Сандево сите имаат 31, 32 и 33% излезност до 13 часот. Одиме во изборната единица 3. Во Штип излезноста е 40,9%, висока излезност во Крива Паланка 44,7%, воопшто во изборната единица 3 е прилично висока излезноста. Во Берово имаме 39,4%, 36,1% во Делчево. Можеме да забележиме висока излезност и во Кратово и Проби Штип со 43,3% и 44,8%. Во Илинден имаме 35,9%, Петровец 36,8%, во Градско исто така прилично висока излезност од 38%. Можеме да забележиме дека во Тројка излезноста до 13 часот е исто така прилично висока и како што кажа и ти колегата Михајло Видимлиски, повисока за разлика од изборите во 2014 година пред 2 години. Во Карвинци имаме 32,2%, Старо Нагоричане малку пониска излезност до 13 часот 21,4%, во Чашка прилично високи 40,7%. Одиме во изборна единица 4. Прилеп високи 48,4% излезност, Валандово исто така има 36,2%, Гевгелија исто така над 40% излезност до 13 часот 42,7%. Во Дојран излезноста е 35,3%, Богданци високи 40%, Демиркапија исто така 47,9% излезност до 13 часот според податоците на Државната изборна комисија. Остануваме во четворка. Можеме да забележиме и во Новаци висока излезност од 48,5%. Одиме понатаму во изборната единица 5, да ги погледнеме по општини. Само да споменам дека некои градови како Чаир, Битола се повторуваат со оглед на тоа што и Куманово исто така се поделени во 2 изборни единици. Во Битола во петата изборна единица имаме 41,5%, Струга имаме 26,5%, исто така Ресен, Демир Хисар 32,7, односно 38% излезност до 13 часот според податоците на Државната изборна комисија.
Крушево високи 45,2%, Вевчани 42%, Дебар и Пласница со малку пониска излезност со 20, односно 16,7% на излезност до 13 часот според податоците на Државната изборна комисија. Уште шестата изборна единица која што според податоците на ДИК има најниска излезност до 13 часот, Тетово има 25,7%, Боговиње 22,8%, Дебар 21%, Гостивар 24,1%. Значи, тука некаде се движи излезноста. Еве, можеме да погледнеме. Во Кичево имаме 20,6%, во Желино прилично ниска излезност до 13 часот, од 18,3%. Ова се податоците, Елена, ќе повторам, на Државната изборна комисија за излезноста на гласачите до 13 часот, меѓутоа со обработени податоци од 3430 избирачки места, од вкупно 3524 избирачки места. Со нови информации секако по следната пресконференција на Државната изборна комисија, која што и колегата Михајло Видимливски ја најави за во 18 часот. Така, ќе ја пренесуваме во живо, во целост на телевизија Нова. Вики, ти благодарам за овие информации.